Електрификацијата ја предводи Volkswagen, чие првенче ID3 стартуваше доста силно. Започна да се продава во септември, а до крајот на ланската година се искачи на третото место на листата најпродавани електрични возила во Европа. Веќе сега е јасно дека ако некој може да го симне Golf од европскиот престол, тоа ќе биде токму ID3. Позицијата на Volkswagen ќе ја зацврстат и другите возила кои ја користат неговата платформа. Посебно многу се очекува од кросоверот ID4, кој ќе биде глобален електричен модел на марката и ќе се произведува и продава во Европа, Кина и Соединетите Американски држави. Неговиот чешки братучет Enyaq EV во многу нешта ќе ја дефинира иднината на Шкода, додека пак од Шпанија пристигнува жешката Cupra Born. Еколошки и возбудлив со овој темпераментен каталонски модел, перформансната марка на Seat ќе го засили својот имидж. Таква потреба нема Audi, кој својата гама ја прошири со Q4 и Tron. Значајно за него е што користи трета различна електрична архитектура, покрај веќе од порано познатиот e-tron. Тука е и спортската лимузина e-tron GT, која со својот монолитен дизајн, складни пропорции и одлични перформанси остава силен впечаток. Поинаку не ни може да биде, бидејќи е базирана на Porsche Taycan, но тоа не е се од марката со 4 преплетени прстени, бидејќи веќе е најавен и A6 e-tron, чија платформа исто така се развива во соработка со Porsche.